Во оваа луѓе и места ќе ви раскажеме приказна која започнала пред повеќе од 30 години во Германија, во околината на Висбаден, а повеќе од 20 години продолжува да живее во Скопски Ѓорче Петров. Ахим Мор е германец, механичар по професија кој во 1994 година доаѓа во Македонија каде што отвора механичарски сервис. Подоцна, тука ја запознава и неговата идна сопруга и останува да живее тука. Она што е константа во неговиот живот, предходно во Германија, а и сега во Македонија, е неговата љубов кон коњите. Кога решил да живее овде, пристигнал со 4 коњи. За денес неговата ергела да е многу побројна со различни видови коњи, претежно спортски, односно коњи за конјички спортови. Огромна е неговата љубов кон коњите која тој не ја крие во ниеден момент. На патот за Кондово, на крајот од населбата Ѓорче Петров, Ахим го нашол идеалниот простор кој го преуредил по негов германски терк, како што вели, и каде што денес јаваат и тренираат неговите деца, но и малските деца кои овде ги поминуваат слободните мигови, учејќи да јаваат, но и да се грижат за коњите. Љубовта, но и можноста да ја продолжи неговата втора љубов, коњите, биле пресудни тој да остане да живее во Македонија. Пријател од мене на оваа време беше упрак со една македонка. И он во Германија стално рече, ајде таму може да се прави нешто интересно, вамо. И така почна целата работа и еден ден речам, ајде, зошто да не. И дојдиме у почеток на мај 1994 година, прв пат тука, на недела дена и видиме. И после 5 месец, септембер 94 сме дојден тука. Ја со коње сум везен од моја, да кажам точно, од моја 8 година. Тогаш една пријателката, комшиката, јава коњето од еден човек тамо и она ми носи. И така ја почнам за коње љубов мојата и втората работа, војко мојата во Америка живи. Има комплетна ренч само за коње, за арапски коње. И кај него сум бил често пати. И така фати мене ми е љубов и од мојата 15-та година ја имам мој коњ. И така почнам. И кога дојдеме тука во Македонија 94-та, ја дојдам тука со 4 коњи од Германија. Треба да спиеш една ноќ кај мене тука. И са бајле да станеш, рано са бајле, и да излезеш тука од терасата и гледаш коњите сите глава надво од боксот и ти вика, ти ништа, чека на крана. Ти не знаеш колку убаво е тоа. Тоа е првата работа, ти отвори душата, такви работи. Тоа е првата работа. И љубов на коње, кај нас се кажа, сите коњарите мора да биде малце будала. Тоа е свано е од едната страна, да бидеш будала. Од принцип, не може да правиш профит од вака нешто, само ти кошта и работа, и време, и пари, и све. Абе, и нешто да седиш на коњи да јаваш, има нешто, како да кажам, да, може така да кажам, како луѓето кажа, има нешто градско. Тоа е свано да седиш на ваков огромен, јако животно и ти да контролираш, да шеташ, да идиш на терен, пример. Тоа е свано специфична, многу убава работа. Арапските коњи му се при срце, иако ги сака и останатите видови. Денес во неговата ергела има претежно коњи за конјички спортови, но признава дека секогаш мора да има барем еден арапски. На оваа време ја дојдам со 4 коњи, од што уште еден е жив. Ова беше тогаш 5 месец, стрепче беше, со мајка негов, ханаваранска раса, со еден араб, што ми умре пред скоро 2 години, со 25 година. И една старата кобилата беше, тогаш со мене што живи тука уште 2 години после умре. Тежината кај нас тука е конички спорт. Првата заради тоа да е керката моја е јава и се иди на такмичења, прескокање пречки. Затоа имаме од принцип спортски коњи тука, што се од различни раси. Ханаваранец, тракенер, чистокрвен англез, тоа се тоа расите што се тука. Имам еден, тоа мора кај мене, имам еден араб, што е во момент е уште млад, што не се јава, што треба уште една пола година да почна да јавам него. Тоа чисто за мене, вал ја од принцип не јавам
скока, не, ја не сум за скокање, тоа не е мојата, тоа се керките мој. Ја каубојски тресура ја. Каубојски тресура се неко специјални дисциплините што од принцип излagува од практична работа на каубоите. Овде немаме такмичење вака нешто за тоа. Заради тоа тешко мене ми е тука да направим нешто лично за мене уште. Од принцип реално да спораме, јас сум денеска рекреативец. Доста во мојата година више. Рекреативец во јавањето, но кај него љубовта кон коњите е секогаш иста. Кога не е на конј, Ахим го јава својот мотоцикл. Тоа е уште една негова страст, за која вели дека е слична со јавањето. Јас сум паралелно и мотоџија, ја возам мотор, и тоа е слична работа, само од друг аспект. Пази, моторот е машина. Моторот, од принцип, ке палиш, ке гасиш, ке кочиш, ке даваш газ, како ти сакаш. Тоа е кај конј не може така. Кај конјот треба стално да бидеш спремен да може да се деси нешто. Да се плаши конјот од нешто, да се паднаш од конјот. Тоа све се работи што секој момент може да се деси. Тоа е голема разлика. И најголемата разлика е моторот, ке возиш, ке пакираш, ке искасиш, ке забориш. Конјот не. Кога си завршен за јавање, треба пак да работиш на конјот. Треба да чистиш, треба да ладиш тетивите, треба да се спремиш опрема пак. Тоа се све такви работи. И тоа е пред јавање и после јавање. Од принцип ти трошиш повише време за приправки како за јавање. Многу битно. Тоа мора да правиш на конјот, вај само ако така функционираш со конјот, конјот ти врати нешто. Пази, пак ти кажам, машина, животно. Тоа е огромна разлика. Интересно е да го слушнете како им зборува на коњите на германски, македонски, француски, но сепак потенцира дека не е важен јазикот на кој им се обраќате, туку најважно е да го познавате јазикот на коњите. Не е битно која јазик е, тоа е битно е тонот. Да дефинирам тоа малце по-конкретно. Бојата на тонот. Боја со кој ти спораш со конјот. Тоа е многу битно. Ако ти спораш мирен, фино, тивко, конјот реагира на во. Одма се смирува. Ако спораш по-агресивен, и конјот ќе биде по-агресивен. Ако спораш по-гласно, ако спораш по-брзо, ако спораш по-полека, така се реакцијата на конјот. Не е тука е битно кој јазик. Кај конјите е многу битно тоа и јазик на тело. Како одиш на конјот? Одиш агресивен, отворен, со отворени прстите приме, тоа е знак кај конјот. Хало, нешто агресивно ми дојди. Идиме у природа, волк, лав, овака нешто, такви животно. Како сака да фати животно? Со затворена рака, со отворена? Отворен кажа, хало, страшно. Затворен кажа, окей. Тоа се тоа работи. Принцип е тука ти треба да знаеш јазик на конјот. Многу труд бил потребен за неговата ергела и теренот за јавање денес да изгледаат вака. Нивното одржување е негова секојдневна обврска. Боксовите треба редовно да чистен, треба да видиш што има унатре, каков храна даваш, количината на храна, минералите што треба, да испалансиране све, од принцип исто како кај човек. Другиот аспект, плацот, кај тренираш, треба да биде спремен да тебе ти е не тврд. Ако е тврд, ти имаш со време проблемите со скловови на конјата. Спортист истата работа. Мислам, кај него не е битно толку е плацот, како се патики. Е битно, што амортизира и све. Ако купиш неко патики тука од 500-600 динари и ке трчеш со нив, и ке купиш неко специјалните што кошта 150-200 евра, што се свано за тоа работа, одма гледаш разлика. Ако е плацот многу е мек, друг аспект. Многу е мек, конјите пропадна многу унатре. Ако пропадна унатре, одма иди, од принцип, ако гледаме ногата на конјот со копитата, у детивите се повлекува. Имаш проблем со детивите. За тоа мора да видиш како да направиш теренот. Подготовките пред јавање и средувањето на конјот после јавање некогаш знаат да бидат подолги и од самото јавање, вели Ахим. Пред да почнеш да јаваш, треба прво да чистиш конјот. Тоа почна. Да чистиш влакната,
кожата, првата работа. Зашто? Ке речеш, нема врска ако тоа е прљав или не прљав. Не е точно. Кај леже седлото, пример, мора да биде чист. Ако леже седло на тоа место има прашина, љубро, вака нешто, меѓу седлото и кожата, греба како шмегла. Првата работа. Втората работа, кобитите. Да исчистиш, убаво, се чисто. Ке припремиш конјот, седло, уста, све, стегнаш све, гледаш, контролираш те све на својата место. За твојата безбедност и за безбедност на конјот. Ке јаваш. Кога си готов со јавање, истата процедура обратно. Седло, опрема, све доле, пак чистење. Треба се суши конјот, пак на место кај леже седлото, тоа му 100% има пот. Тоа треба да гледаш, треба да ладиш тетивите. Тоа ќе семеш црево, вода, нешто така, ќе ладиш тетивата. Принцип како кај спортист исто, ќе чистиш пак копитите, ќе контролираш све да е све окей. Неговото семејство е целосно посветено на коњите и конјичкиот клуб Тристар. Марија, неговата постара ќерка, иако има само 14 години, се надпреварува во Македонија, но и на меѓународни надпревари. По нејзините стапки оди и нејзината помала сестра. Нив, друштво секојдневно им прават околните малски деца со кои заедно тренираат и се грижат за коњите. Тука се една 10-15 деца од 8-9 до 17-18-19 година, што се дружи тука, што се гледа на коњите, што јава тука, што се учен да јава, што ќе учиме да јава, што се дружи заедно, што се слави заедно, што учи одговорност тука, према коњот е одговорност. Тоа не е денеска сакам, утре не сакам. Тоа не функционира, ако некој сака, окей, абе, овој момент е крај. Тоа е првата фактор мене ми е за млади луѓето, за деца. Керката моја големата е првата дете што скака тука за 12 години мета 20 паркур по Македонија. Она е сега до оваа степен да скака мете 30, мете 40 до мете 50, што е за 10 година за Македонија е убаво работа. Она е залюбен во коња, она сака да скака и сега она иди тука на првенство, иди ме надвор не за Србија, Бугарија. И малата со 9 година, мислам вие гледате беше, она е многу интересно. Нема страф, нема ништо, она е растен со тоа. Гледа сестра најзна, мислам тоа е нормална работа. Она сега почна сега да скака со 9 година, што е многу интересно, што е многу рано од принцип. Почна да скака, јава огромен пастов, ич нема проблем со тоа, она тоа сака и што да кажеш, да речеш сега некој рече леле како толку мала дете со толку голем конјот. Не е битно колку голем е конјот, битно е карактер на конјот. Ние уживавме во ваквиот амбиент кој е реткост кај нас. Амбиент кој Ахим не може да го замисли без коњи и без животни. Тие се неговото второ семејство. Јас Јоран сум сега со коњите више од 30 години, ја чувам коња. Знам, тоа не е краток период од живот, така? Тоа не е краток период. И тоа е еден дел од мене. Опште како е животно еден дел од мене. Ти гледаш тука кај нас кучињата, нашите мачиња имаме, абе, тоа е. Без животно да живам. Тоа е за мене апсолут надво од мислење. Одјававме уште едно издание на Луѓе и места. Гледајте не и за 7 дена кај некои други луѓе на некое друго место.